Добро утро, дечиња. Дали сте добри? Сакам да ве прашам нешто. Дали вие читате книги и приказни со вашите баби и дедовци? Јас утрово донесов со мене една многу интересна книга. Но оваа книга не е обична. Оваа книга е волшебна. Во неја има многу интересни приказни и така јас утрово размислувајќи ја, одбрав да ви ја прочитам најинтересната. Дали сте подготвени да почнеме? Село, една баба и еден дедо. Баба Пена и дедо Петко се сакале тие вкусно да се најадат, на зима на топло да се спијат, а на лето под сетка да се дремнат. Но само едно нешто не сакале, а тоа е да работат. Што има да работам? Од работа ќе се изморам, рацете и нозете ќе ме болат, грбот ќе ми се искриви. А и што има душичката да си ја мачам? Се така си велел дедо Петко, а баба Пена околу него само климала со главата и потврдувала. Така е дедо Петко, за се си ми го право. Малку млеко ми даде кравата денеска. Што е? Да не е болна? Офрлеле мој мајко. И да ја прашам, не знае да каже. Дали е болна или не? Што да правам сега? Кај да најдам доктор за крави? Не знам. Пред некој ден полно беше грнато, а сега не знам што е. Не знам. Ајде ќе одам ја кај домакинот да му кажам. Домакине, бре. Полека, мори, полека. Среде сон ме прекина. Аман, бре, домакине, кога легна, кога сон те фати, бре. Гледај, домакине. Гледам де. Кравата не дава млеко. Гледај колку малку ни даде млеко. Што се случило? Не знам, домакине, не знам. Што е на Да не е кравата? болна нешто? Да не е болна? Да. Што е? Не знам, ама стварно не знам, ме чуди. До пред некој ден што имаше во грнето? Млеко? Млеко? Да. Така е, домакине. Леле, домакине, што ќе правиме сега? Да ти кажам право, ниту сум ја видел кравата, ниту пак знам што е. Не ти кажав, забораваш. Чекай, ќе ми кажеш. Знаеш дека јас не сакам да работам. Да работам, па да се уморам. Рацеве да ме болат, нозеве да ме болат, грбот да си го виткам, па белја да си направам. Ти знаеш, а и сите знаат. Јас не сакам да работам. Така да си знаеш. Многу убаво, домакине, колку си ти ита. Но! Раце го болеле, нозе го болеле, а мојве раце и нозе не болат, нели? Не. А грбот не. Ти треба да работиш. Го заборев да ти кажам, домакине. Што? Бе, комшичето што ни помагаше. Трајче наш, Трајче наш. Што би си замина од селото, Си замина? Трајче си замина? Си замина? Како мори пе? Така. Кога замина? Си го зема торбулето и си отиде по патот. Кога замина, Трајче?
Па има трети ден како што е заминат, да знаеш. Трети ден. Аха. А кравата? Гладна е? Кој ќе ни помага сега на нас? Ами кравата 3 дена не ме јадено. Ја па барам млеко да ми даде. Кој ќе ни помага, мори бабо? Кој ќе ни помага, да? Јас ќе одам да пазарам. Манџа ќе правам. Добро. Така? Да. Па сега домакине ти кравата на пасење ќе ја носиш. Јас? Да. Не. Како не? Кравата гладна, ами ние има ли што да јадеме? Има домакине, бе, да не ми се секираш. Направила една манџа во грнето. Ајде, дај. Со суви пиперчиња. Ау. Прсти да излежиш, да. Ајде да ти ставам. Тури, Ја да се тигаш. Ајде, домакине. Жено, каква манџа си направила, прсти да излижиш. Те бидува за манџи готвење, мори жено. Ме бидува, домакине, ме бидува. Те бидува, Да, домакине. Се најаде, многу убаво се најаде. Стварно? Да. Па добро, домакине, ако си се најал, сега редно е ти да одиш да го измиеш грнево. Јас да го... Па кој бе домакине? Јас да го мијам грнето. Па кој се најаде, мора некој. Јас женски работи, не ти работи. Јас грне, не ти мијам. Да си го земеш грнето и сама да си го мијаш. Повеќе не го мијам грнето. Не го мијам грнето. Зошто не го мијаш грнето? Така. Сега да ти кажам, па ќе си легнам. Ти си легнеш. Па ќе си заспијам. Па сонко ќе ме фати. Па ич на акол не те ставам. Слушај да ти кажам. Ич на ум да не ме ставаш, ама вака ќе направиме. Како? И двајцата ќе молчиме и кој прв ќе прозбори, тај ќе го мие грне. Важи, домакине, важи. Така. Ето така. Сега го си стави еден катанец. И јас ќе си ставим еден катанец и ќе видиш кој ќе го мие грнето. Ајде да видим. Следниот ден наутро кравата мука и мука. Во куќата баба Пена и дедо Петко седат со скрстени раце и не прават муабет. Мрдаат нешто со устата како да сакаат да прозборат, но и наетот не им дава. Однадвор доаѓаат комшијата Славко и комшиката Стојна. Мука ли, дали е гладна, дали не е мозена, дали овие старциве нигде ги нема. Од дома не си излезели. Стојна, се мислам да влеземе во дворот. Да влеземе. Ама, не е срамота во туги дворови да се влага. Не е срамота, зошто? Срамота е, ќе не зборуваат по сел. Нека не зборуваат да влеземе. Не. Да се вратиме утре да видиме повторно што се Утре случува. велиш? Иако работата мене не ми мириса нарно. Ајде тогаш, доматине, ајде да те слушам. Срамота е да влеземе, срам. Ќе дојдеме пак да Утре видиме. велиш, Не ги нема, не. Не, утре. Следното утро кон куќата се приближува и комшијата Трајко. Оној кој што се грижал за кравата. Вака сама тука, па и гладна и жедна. Леле, ништо. Јас тебе ќе те спасам. Нема вака да те оставам тука. Ќе те однесам во ливадата, убаво да ми се најадеш. Не може вака гладна да седиш тука.
Ајде со мене. Кравата умрела. Луѓе мора да влеземе. Мора да влеземе кај луѓе во кај старците. Оти мора. Мора. А денес мора, а вчера кој ти велев, ти каже не. Денес сериозно е работа. Сериозно. Ја нема. Ќе влеземе току што ќе најдеме. Што ќе најдеме? Мајко. Ај, кој дојде? Добар ден, комши, добар ден. Добар ден, комши. Што сте се собрале вака, нешто да не се случи? Само ти ни фалеше да ти кажеш. Ами без мене ништо не видува. Кажи, Соко. Да. Што се случи? Кравава. Погледни. Умрела крава. Умрела. Леле, како умрела, бре луѓе? 2 дена мукаше. Јас си реков, му кажав на Славко, дала е од глад, дали не музена, ни стариве ги нема, не се појавя. И старците да Не дај Не дај Боже, не Луѓе, мора да влеземе да видиме што е со стариве. Да влеземе да Ние видиме. да работава. Да влеземе, а? Добра, Личи да добра, лошо. добра. Требаше и вчера да влеземе. Јас прва, јас. Ти прво. Ено! Ајде, трајче, иде. Дај да тропнам бе на врата, не се влада без да тропнам. Ајде. Не да видиме кај се луѓе. Еве, дома биме. Дома ви? Тука се. Петке бори, крава ви умрела. Петко бе? Онемеле. Што правите? Немеле! Да зборуваат не може. Петко бе, пена не збори бе, Петко. Виж, Петко не збори. Онемеле. Болештија ги фатила некоја. Лекар. Луѓе, Трајко, Трајко мора да одиш по доктор. Ќе одам. Доктор да донесеш луѓе во не Ќе одам. Ќе одам, доктор, ќе викнам ако треба. Белким тој ке најде кара. Побрзо, Трајко! Еве, одам. Одај, Трајко. Те молам, побрзо, Трајче! Трајко! Ние да мислиме одиш ти да се враќаш. Абе, најбрзо Да ќе брзаш. одам. Браво, Трајче, ајде. Луѓе, загреота се става. Кој ти велев да влеземе? Работава не ми Пено мори, што те најде пено. Петко мора. Мислиш дека онемеле? Не, ги го изгубиле с гласот го Те видиме изгубиле. доктор. Не можат да зборуваат. не Јас можат. мислам и друго ќе да. Мислиш тој не? Мислам, Маро. Во умот се малце. Во умот викаш. Малце отидени. Да. Малце поеќе. Да. Маро, Кажи стој не. морам да одам дома, ручекот ми е нашпоред. Оди стој не да не ти забори. Прајте, Од ја овие мислам тоа не е ги тоа. бива. Стојно, оди ако си имаш Добро. работа, Ти не си ќе одан им со помогнеш на Ќе старците. останеш? Оди, да. Добро. Ќе почекам уште малце со Мара. Добро, пазите, што правите? Договорено. Ќе ги пазиме, ќе ги Ќе пазиме. дојдеме да ти кажам. Ајде. Маро, докторов и Трајко, ги нема, И нема, Белкин ке се појават од некоја страна за гремушкине. Луѓе За останат брзо. така загреота. Загреота, Славко загреота се. Туку Маро, Кажи се. знаеш дека и мене луѓето ме чекаат на нива, имам работа. Туку ти да останеш вака со луѓе во греотичка да видиш што е работата, јас морам да одам. Чекај. Ти умот да не си го изгубил? Деморе, Маро, како за очи да сум те фатил. Стојна има работа. Ти имаш работа. А што мислите вие дека јас немам работа, а? Па, И јас си имам работа. видиш, а? Си имам. Туку, да ти кажам право, може ќе останам, ама ако ми платиш. Јас да ти платам. Ти ќе ми платиш. Маро, да ти платам, видиш. Да ми платиш, да ги пречувам. Маро, што збориш, Маро, погледни ги, уште не Загреота се. Загреота Ама се. за без пари не ги чувам. Слушај вака да ти кажам. Кажи. Чекај, од преска гледам, туку погледни, престилкава на била пена. Да ја видам. Погледни.
Не е лош. Мислам, ќе ти се најде. Ако Зашто не ако е- вака баба Пена остане, нема да треба тебе бат, а? А ако не е измрсена ветва, Не, нова. ја земам. Ќе ти се Деца, На кого Бреславко? убар? Ја даваш престилката моја? Ај, На Маја сликата! Леле! Ајде, Ти бабо, бабиште! Ау, бабиште го види го! Ах, ти бабиште! Права прозборе! Ја изгуби од кладата. Ајде сега да земеш ти да си го измиеш грнето. И си го измијам домакине, личне Ајде си го измиеш. Не, меле! Одинајте зарувале. Одинаец! Туку да ви кажам, од вашиот ине и без крава, ама и без млеко си останавте. Леле, да ми кажуваше некој, немаше да верувам. Чудеси луѓе одинаед не зборувале. Туку мало ине да ги кажеме. Да им кажеме на како и на крајцата. Да бараме стојна. Така дечиња дедо Петко се смее, ама и баба Пена го мие грнето насмеана. Соседот Трајко исто така се враќа насмеан во дворот со кравата и се заврши како што треба. Сите беа среќни, весели и задоволни. А ние дечиња, ние дали не учивме ништо од оваа приказна? Не учивме ли нешто од приказната? Ајде заедно да запомниме нешто. Со инаед куќа не се прави, туку со ум. Кој слуша учи, кој се инаед и греши. И инаетот е наш лош другар. Prva ljubav, te do mili